Почитувани, добро дојдовте во музичката емисија насловена како антологијата на рок музиката во Битола во 80-тите и почетокот на 90-тите од минатиот век. Што се случувало? Кои групи тоаш се развивале? Кои групи ја развивале таа музичка антологија? Кои групи биле дел од оние кои што ја креирале таа музичка сцена? Кои биле групите кои што биле на исто рамниште со екс-југословенските бендови во тоа време? Се разбира, во овие наредни 30 на минути ќе имаме може да се запознаеме со кои биле бендовите кои што тоаш функционирали и се разбира бендовите кои што ставиле голем трак. Што и како било ќе имаме можност да проследиме и да слушнеме од учесниците и од креаторите на таа музичка сцена. Od srce do srce za srce širime glas. Od srce do srce za srce širime glas. Našite pesmi se kako cveke pejte so nas. Pije se ljubov, pije se sneka i kitka se za vas, od srce do srce za srce širime glas. Od srce do srce za srce širime glas. Мадригали групата 74-та година му замина гитаристот. Мислам, нема врска со состав што бевме ние што го постигнавме успеха, тоа беше чисто тезгарошка група. Свиревме по забави, по такви работи во летовалишта, комерцијална музика. Па после кога си замина војска Панде Пажич, клавиатористот на групата, си замина војска и ние дојдовме на идеја да земеме гитарист. Го зовавме Драјан Карафиловски, Бојс. Така почнавме да работиме рок музика, што ни лежеше, до тога свиревме тезга, ни лежеше една рок музиката на сите. И почнеме да свириме рок музика и да твориме, не само да свириме, да твориме музика. Па тогаш беа популарни гитаријадите, настапивме на некои гитаријади, па не забележаа, мислам, луѓето дека имаме добра музика, ни доделија и први места и така излеговме во македонската музика во рокот. Скоро во првите групи во Македонија после оние Република 903-та, кои беа тие групи. Па после нас беа Леписол, БТ Топ. Така имаше доста групи, ние први почнавме македонскиот рок во Македонија. Да, ние имавме настапи со Тешка индустрија, во тоа време популарна група, во Зајачар на гитаријатата 77 година ги освоивме сите можни први места. И од сите весници тогашни Jukebox, мислам таму беше тоа една најпопуларна гитаријата во бивша Југославија. Ги освоивме сите можни места, во сите весници не пишеше, добивме како награда снимање на песна и учество на тогашниот суботички фестивал. Така да во цела Југославија бевме ние, само слабо менеджирање, ние деца како деца, музиката беше добра, меѓутоа други времења беа. Па со БТ Топ ние бевме, како се геше групата да Куба, така што свире Homo Sapiens, Гром групата исто раде, мислам, тие доста помлади се сите од нас, меѓутоа во тоа време кога и ние кога работевме, тие тогаш почнуваја.
Ние како постари така Раде беш од Гром, дојде на една замена едно време, Бојсовко не можеше да дојде во Петро да свири, па дојде една недела, тој беше многу млад, не знам колку години, 14, може 15, не знам 13, не знам колку години имаше, али беше доста добар гитарист. И знаеше песните наши сите на памет, не требаше ни проба ни ништо. Така да имаше групи во Битола тогаш, за разлика од сега, има рок музичари, меѓутоа не се твори ништо, рок музика нема. Тогаш ни творевме стварно. Композитор главни беше Драјан Крампиловски, тој имаше доста идеи кои сите заедно ги реализиравме. Од сабајле до вечер по избите кисневме, проби правевме. И ветро наше е мадригали, млади сме. Весната сонца почини пали, секој час, од срце до срце за срце, шириме глас. Од срце до срце за срце, шириме глас. Од срце до срце за срце, шириме глас. Група Гром се сеќавам веќе од млади години, уште од почетокот на 70-тите години кога бевме деца. Тука имавме многу членови се смена во Гром, така да една дузина музичари, како си ден денес што се работи во Битола, сите пробуваме, покушаваме нешто да правиме, така да ето во почетокот на 70-тите како млади ги пратевме нашите други групи како Мадригали, БТ-то, тие малце беа една декада, можда постари од нас, така вие ни беа како идоли во тој време, Лепи Сол и така натаму. И така ги пратевме нив, снимавме нешто свое, почнавме нешто да работиме. Во прво време свиревме кава верзии на познати песни од тогаш, така да целта ни беше да направиме нешто свое и така да то се деси во текот на годините, кон крајот на 70-тите почнавме да снимаме своји песни и така натаму. Прва како рано, галеви пеат песни жалосни. Колелачето по местните заедници тогаш своевремено така се свиреше колелачето. Гинимале беше познато место за свирки таму, Мадригали свире своевремено, БТ-то свире таму. Јас не сеќавам на постарата генерација пред БТ-то и Мадригали, а секако дека има тука многу музичари. Тие се местата кај што имаме свирено од почетокот. Дома на културата тоа е веќе понова, иначе 70-тите беа местните заедници. И така Стевче Патако, па Коле, Лаче, не, Коле. Така, Лаче, Чинаро тука, да. Чинаро беше првата, кај Таки Даскалова. Местната заедница, тоаш бевме многу мали, дали имавме 10-12 години. Каде и да одиш ќе те пронајдам, искрена љубов ќе ти подарам, ќе си сонце што грее силно во мене и нема да изгасне. Свириме насвирка, па Тони беше така многу агресивен, не можевме да смириме никако, скокаше нон-стоп. Се качи на печалото, скокање од одзгора, до половина бобина да влезе. Така тие се некои случки што станат во сеќавање. Ако те сретнам таму некаде, знам оган ќе гори во мене, ќе блести сјај од очите, ќе те прегрнам силно и ќе те љубам безкрајно. Ако те сретнам таму некаде, знам оган ќе гори во мене, ќе блести сјај од очите, ќе те прегрнам силно и ќе те љубам без
Почна се кога бевме премногу мали со Раде, 73-та година. Значи негде Томе Коњо, така викавме напрекар, Кубата, Томе Влашевски, јас, Раде, Ристо Медаровски беше во еден период. Значи тоа бе почетоци пред многу години, стварно ми треба време за да се сетам на се и се што. Од сето што би остана најмногу е пријателството. Тоа што сакавме да работиме и што имавме голем ентузијазам, што сега, да, постои сега, али на поинаков начин. Премногу се парите фаворизирани, тоа што не бе у предност парите, бе свирката да направиме. Значи бевме пионери во некоја работа што во тоа време се дешаваше во некоја сиромаштија, да речеме, и покушавме до отприлика до 79-80 година направивме големи работи, купивме најубавите гитари, најубавите појачала. Како и самиот не знам. Ако некој ме праша, јас не знам да одговорам, поради што стварно беше така. Сите работевме заедно и стваравме. Еве се деси ова, се после години ремейк да направиме. Значи не се заборава, се заборава, со музиката не може да се заборава. Моето корење на битолската рок музика почна и пред 80-тите, значи негде фактички почетокот на 73-4 негде почнавме веќе како клинци да заплуваме во тие води и до ден денес некако ни остана тој вид на музика како нешто посебно што го имам работено. Тие почетоци наши се имаше една група која никош не е спомната како Коскарио се викавме. Тога беше Владе Змејот. После тоа почнавме веќе така да со поинтензивни проби, тоаш го формиравме и Гром. Значи, од тоа време фактички јас сум еден од тие по првите постави со Раде, со Томе Коњот, така се го викавме во тоа време. И вежбавме баш сеќам во куќата кај него горе на Бајра. И после се одвива работи, значи после Гром дојде Homo Sapiens. И тука само негде 85-6 веќе пред да заминам на служување на војниот рок, ја завршивме таа одисеја како рокери. Вистина, во тоа време многу често патувавме. Во Македонија веќе имавме изгора и попреко поминато. Искрено најголем впечаток ми остави, се не сеќавам на годината, 82-3 ми се чини дека беше Врполје. Тоа беше настан со Homo Sapiens, тоа беше гитаријада, тоа така ги викавме гитаријаде, каде што учествува групи од скоро цела Југославија. И баш скоро пошто во таа формација бевме со Жарко Маслото и со Крчот и еден куп други музичари, баш Жарко ми спомна дека тој и до ден денес ги одржа овај контактите со нив, дека сакат некоја ретро гитаријада да направат, па дали сме расположени да и сега да видам ако вистина тоа се случи, на драга волја ќе одиме да се потсетиме на тие времиња и уште еден така настан ни остави, тоаш бевме со Гром во Бела Паланка. Мислам дека беше исто една гитаријада на отворен стадион. За мерак беше.
многу е битно сето тоа, за разлика споредувајќи во тоа време и ова, тога сите живеевме за музика. А сега веќе се скоро се смена работа. Јас се сеќавам како тинејџери, како млади музичари, ние редовно свиревме во Претор. Ако не бевме во Битолското филијално, бевме во Скопското филијално. И на крајот, кога ќе дојдеше да се расчистиме од цела свирка, на крајот ние си доплаќавме на шанкот, затоа што не одевме таму за свирење, одевме чисто за дружење, за еден убав, лагоден живот. Во мојата соба сите седиме, слушаме музика и се договараме каде да одиме. Во ова време радоста е голема, но за кратко на каналот 2000 сега јавија дека можеби ќе има војна. Тоа време најинтересно беше тоа што луѓето гледаја да се такмичат меѓу себе кој ќе биде подобар, без разлика кој што ќе постигне. Сите се трудеа да слушнат што поќе музика, пошто музиката не беше достапна како сега, што е преку интернет може се да добиеш. Тогаш беше малце потешко. И нормално сите си имаја свој правец. Значи некој сака ваква музика, некој сака онаква музика. Беше тешко да се дојде до таа информација, да наречам. И тоа ми остави најголем впечаток. Значи, она борбата, да стигнеш до некоја информација, да стигнеш до некој нов албум, во некоја група што извајува нов албум, да си прочитал во некој списание дека албумот добар. И така, иначе веројатно тебе те интересира тоа како работеа групите во Битола. Интересното беше тоа што немаше тогаш многу простори за свирки, да речеме. Беа некои си местни заедници, па не знам што, па касно некој диско, па се отвори уште едно диско и толку беа местата за свирење. Така да речам дека и луѓето не може да видат што се работи во градот, за разлика од денес. Денес е многу полесно, можеш да видиш било која група ќе се отвори профил на Facebook, на интернет, вамо таму и можеш да видиш што работат. Второто со Homo sapiens беше таму 79-та негде. Нормално, музичари ко музичари се дружиме меѓу себе, па се му фали некој човек, овај заминал не знам каде, војска или не знам што, се му фали човек, се знаеме меѓу себе, дали сакаш ти, дали можеш, ај ќе направиме проба, ќе видиме како ќе оди и така. А со Чоканче тоа беше негде 87-88 година, а исто тогаш во меѓувреме со Годов завршивме со некои снимања. Во моментот не работев со нив, не излегоа плановите како што требаше да излезат. И таму во денешниот бар, и тогашен бар, тоа нема да се смени никогаш името на барот. И една вечер седевме таму, побина палјачи, од муавет на муавет, како ти шо, си свири со некој, не свири со некој, не свирам. Ајде, пробавме, ми одеше работата, си продолжив. Сите почетоци со групите што беа битолските, да речем, во тие времиња, презентација на тие истите ги имавме, како јас учесник во сите тие години, со гитаријади и свирки едни по местните заедници. Тоа можам да го памтам како одскочна даска ни беше на сите. После тоа, например, со Чоканче почнавме да креирам и авторска музика и така натаму. 80-90 години тука во Битола, од мојата генерација тука беа Сатанхорд, како учесник јас во првата постава, Кобра,
За постарите да не зборувам, Homo sapiens гром да не бететуп да не зборувам. Изпусти се на субината, ръката, подай му я на друг. Осети го знакот мой, следи го, сонот твой, изкачи се на врвот на живота твой. Вака почнав со сатанхорд, потоа се најдовме со палјачо, ја оформив на чоканче и денес еве рок банда. Ние бевме со чоканче редовни за Великден, бевме редовни за Великден вечерта, сабота, свирка во Партизан. Потоа свирките се праја Велјко Влаховиќ, таму невидени журки се праја. Ќе слушне луѓето на Корзо тука, свирка има чоканче во Велјко Влаховиќ, цело Корзо таму. Невидена журка. А из нашите улици се исто само нијебе. Остана трагови, изребани на зидови, кои немо знаат за нас колку долго се влечкаме низ ова време шарено, никаде нема излез, пак и вистина. Само лажни планови, нервозни муавети, а нема храброст ни снага да се заборави. Не можам да ги поднесам овие. Така во таа 91 година коначно Чоканче доби право на снимање на една снимка. Тоа беше Буништар. Исто така Санаториум, Торнадо, Гарда, ден потоа Ареја, Орион, Last Expedition, Ocean Pacific, Октавијан, Клерџо, доста групи кои работеа активно во тоа време. Фактички се мачеа свирејќи било каде. Али ете така, беше интересно, се дружевме преку тие свирки, фактички се запознавме и денес сме добри пријатели. И на местото да размислиш за твоите постапки, упорно се трудиш се да разбориш. И на место добар про. Разликата помеѓу тогашната сцена и тогашните групи и сега не е голема волност на свирењето и начинот на она кој групата треба да го работи, затоа што без разлика кое време треба да се свири, треба да се пробва и само така може да се излези на површина. Тогаш беше многу тешко да се сними демо снимка, камоли да се најдеш на радио или на телевизија. Меѓутоа, затоа преку живите свирки имавме директен контакт со публиката и публиката е таа што ќе каже дали чиниш или не чиниш. Денешните групи, покрај тоа што имаат можност на повеќе места и во повеќе клубови да свират, многу полесно доаѓаат до инструменти кои се денес многу поевтини отколку тогаш. Исто така ги имаат медиумите во своји раци. Секоја индивидуа, секоја група денес е собствен медиум, затоа што постои YouTube, затоа што постои интернетот, Facebook, значи едно изобилие на мрежи преку кои можеш да се пласираш во етерот и во светот.
Mastica, mastica i pali coloni, non si rozmazza i tutti provoloni. Sega è una rutina e c'è un sopra, ta sega lo dice dobra, ta sega mi è scarana, ta sega mi è scarana. Nana mi se scara e lei fina mi sbora, me ne dica e lei con le chine mora. Non se ne dida e me ne mi se luti, e aspetti ancora, ta sano tutti, ta sega mi è scarana, ta sega mi è scarana. Види се, тој период имаше момент, например, луѓето немаја толку кај да видат да слушнат музики нови, беше уште да речеме на врста социализам. Касети се земаја, некако порачваја од Пула, од негде, плочи кој има татко од Транскоп да вози шофер да му донеси. И така да, значи, цела музика беше една авантура, значи беше еден рок-н-рол и еден многу битен момент е што уствари главните типови вака машки обавезно слушаја рок, разбираш, некако сега нешто друго. Допир со македонската битолската рок сцена има во 85-та година во киното Партизан. Како деца од на училиште задавме карти, одевме на концерти, таму свираа сите групи битолски можни, али мене во, да речем, ми остана впечаток прв пат тогаш Чоканче. Мислам тогаш можеби една од првите настапи нивни. Ја свираа Битола и нешто, една песна се зафркаваа, нешто сиги тав, колку ти е сад да го нешто го врато, нешто, ама беа многу за публиката и тоа беа како да кажам како Битлз. Значи Чоканче многу ми оставија тоа печат, а свираа полно тогаш беа сите тие сатанхор. Мислам сите групи битолски беа дефинитивно, знам долго траеше многу тоа. Али Чоканче палјаче, мислам ми остана тоа шептени. И баш реков и вака сакам јас да свирам. И после тоа некое време имаше некој кај спортската сала на тие скалите кај палиото, некои гитаријади па таму исто добри беа, тоаш премиер кој победија на Рокфесто, свиреа, се дружевме со гитаристите Татаро, со Јовко, Славе се дружи со Буштуро Трапанеро. Били со паркети уште од, значи се знаеме со Симсо од прво деление заедно учевме, од второ можеби више одевме еден на гостици, одевме во прво деление, никој не се знае, мислам толку деца. Знам дека во трето деление докажано е затоа што и другарот Марс со мене учеше, Марсо го знаете сите што на милионер зеде 5000 евра, тој учеше со мене и еднаш ме сретна и ми рече: "Абе брат, памтиш ти тогаш кога не прави учителката што сакаш да бидеш и ти го крена рака кога рече сакам да бидам рок-н-рол пејач." Значи во трето знам дека имавме група, ама не знаевме да свириме. И неде околу 8 деление, значи кога се заврши онај се да не се разделиме со Симсо и му викам што правиме Симс, дај некако група да направиме, а ти ќе се разделиме. Верувам дека сте задоволни од овие 30 на минути, минути кои што имавме може да се запознаеме со голем дел од бендовите кои што функционирале во текот на 80-тите и почетокот на 90-тите години. Верувам дека фактите кои што ги слушнавте ќе ви остана во долго сеќавање. Се разбира, голема благодарност до сите учесници кои што направија оваа емисија антологија на рок музиката во Битола да биде поинтересна и се разбира емисија која што ќе остане во долго сеќавање.